СВ вести во стандардното време за емитување тазе нови вруќи, моментално пристигнати од жешнената Рено на Мики. Мики, фала за вестите. Наредно, деки, боље. Се дешава све, ама баш све. И првата вест што ќе биде проследена е тоа што Бред Пит се откажува од актерството. Неговата изјава е кратка, јасна и ќе ја проследите сега. Shut up, bro, доsadно е, не се глуми, Северина сака порно да снимаме. Јас сакам Анджелина Джоли да гледам таму како се перчи. Знаете, Тоа е, чим се откажал Бред Пит, кој знае се ќе направи Анджелина Джоли. Таму се знае кој е муж у куќа. Ако не слуша, тавата од глава. Вести од Црна хроника. Ганџа, запленето голем тираж, денеска го доведе до изслушување локалниот дилер. Тој беше малку хепи фест и реков ми рече, бевме присутни на неговото претресување и го сретнавме во локалниот кафич. Он изјави следно. Јас имам порака до сите деца што се мали и гледаат телевизија и вести, дека ганџата не е штетна, ако е квалитетна. Е, тоа, кога бев мал, ми викаја од дома да остај тоа компјутерот, остај женската, остај дрогата, остај алкохол, остај ова. И ја викам, тоа нема смисла, остај. Да. Следуваат вести од музиката. Дорен, вести од музиката. Музичката сцена денеска прерасна со уште еден нов хит. Хит кој ќе се натпреварува на Евросонг 2012. Песната е компонирана од Omnibus тетовски композитори, кои професионално се занимаваат со музика и композиција во Тето. Песната носи наслов Протест за крај, кој зборува за мирен протест во светот на музиката и музичката сцена. Композиторите се револтирани, многу револтирани од дешавките у светот и од скопската сцена. Значи, тетовските композитори се поттепаа кој да ја направи песната, да ја компонира песната за Калјопа, а пошто она има голема муста, таа ќе може да ги испее сите песни одеднаш и ќе се качи валјда на Крале, на плоштад, за да ја слушне цел град. Значи, тоа ќе биде добар придонес за тепаме на Евросонг, за Европска Унија. Значи, во 2012 гледање гласајте за победничката песна. Пријатно. Мафијашки вести. Мафијата во светот ќе се преименува од полноќ во нешто поопасно. Во нова верзија и ќе се вика Мафија 2,5. Значи, нема више викање мафијата, туку мафијата 2,5, нема више мафијашите, туку мафијашите 2,5 и слично. Ова беше изгласано вчера на мафиската конференција во Чешка, поддржано од С4 бомба и руските шпиони, таму кај што само се чашкаа по брада и по ноге и ги чашкаа принцезите по здолница. И беше усвоена и запечатена со едно пукање во соседачот. Тоа ти е мафиска работа. Временска прогноза. Времево е досадно. Шљекутарник низ цел град. Го имамо на лице место нашиот женски репортер, значи женски, не мушки, кој ќе ни докаже и ќе ни донесе неколку информации околу
надворешното време. Тоа беше све у овие блиц вести што ни ги донесе Мики од неговата рерна. Се гледамо наредна прилика, нормално наредни новости кои ќе излеза. Ние отидовме на Ракија, а вие останете со програмата. Мња!